Државата стои настрана и не мрднува со прст против врсничкото насилство, а конкретен пример е со случајот во Штип, каде од страна на две обвинителски нивоа, родителите на децото од Штип кои 3 месеци малтретираа врсничка се ослободени од одговорност, објави адвокатката Маја Ристова на социјалните мрежи. Еве да видите дека не зборувам напамет кога пишувам дека државата нема да мрдне со мал прст за врсничките насилства, додека не ни се случи Рибникар. Само што примив решение од Вишото јавно обвинителство во Штип, во кое се вели дека основното јавно обвинителство во Штип правилно утврдило дека родителите на децата, што крвнички тепаа друго дете, и тоа неколку пати поред, не се одговорни за кривичното дело за пуштање и малтретирање на дете, затоа што не биле свесни за дејствијата што ги преземале нивните деца. Не биле свесни. Не ми се верува што читам. Требало да има континуирано и сериозно занемарување, а не ова. Што е ова? Го тепале 3 месеци и психички и физички го малтретирале. Ништо не е тоа. Требало да го избудат. С краја било. И ова, пази, фактот што детето самостојно превземало противправно дејствие не може да се квалификува како запуштање или малтретирање. Каква порака се испраќа со ова? Ако овде нема одговорност, каде имаше и признанија и видеоснимки, што со останатите насилства? Во случајов станува збор за малтретирање на ученичка од основното училиште Ванчо Прке од страна на нејзини врсници. Детето трпело психичко, физичко и финансиско насилство, за што нејзината мајка правна борба води речиси 2 години.